За вашето утрешно мени, како пред јадење, ви предлагаме да подготвите полнети канелони со пченка и модри сливи. Главицата кроми ситно ја сечкаме. Лентите сланина ги сечкаме на коцки. Модрите сливи ситно ги сечкаме. Во тава на оган ставаме масло за јадење. Во друга тава на оган го ставаме маргаринот. На загреаното масло го ставаме исечканиот кромит да се пржи. Откако кромидот ќе омекне, ги додаваме прчињата сланина. Откако сланината ќе се запржи, го додаваме меленото месо. Мешаме со лажицата. На загреаниот маргарин пак го ставаме брашното да се пржи. Мешаме со жицата. Откако брашното ќе се испржи, го налеваме млекото. Додаваме мешан зачин. Повторно мешаме со жицата додека бешамел сосот не ја добие потребната густина. Откако месото ќе се испржи, ги додаваме парчињата модри сливи и зрната пченка. Го додаваме ориганото. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Додаваме мешан зачин. Промешуваме. Во садот со доматното пире налеваме 200 мл вода. Мешаме со жица за матење. Тавата со испржениот фил ја тргаме од оган. Огноотпорниот сад го попрескуваме со масло за јадење. Потоа го ставаме филот во готварски шприц. Со шприцот со фил ги полниме канелоните. Полнетите канелони ги редиме во огноотпорниот сад. Ги преливаме со размешаното доматно пире. Го затвораме садот со алуминиумска фолија. Потоа го ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Го вадиме садот од рерна. Ги преливаме канелоните со бешамел сосот. На крупната страна од рендето во садот го рендаме кашкавалот. Го враќаме садот во рерна. Печеме уште 15 минути на температура од 200 степени. Од полнетите канелони со пченка и модри сливи ставаме начинија за сервирање. Украсуваме со гранчиња француски магдонос и цветови од морков. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 80 минути. Добар апетит!